Во поглед на јавно-обвинителската служба, состојбата исто така е алармантна, затоа што по сегашната систематизација, која што се уште во важност, предвидени се 1126 јавно-обвинителски службеници. Подготвуваме нова систематизација каде што бројката ќе се движи околу 1000 јавни обвинителски службеници, меѓутоа во моментов на цела држава јавното обвинителство располага само со 360 до 370, зависи од јавно-обвинителските службеници кои користат боледување и така натаму. Значи, 1/3. Јавното обвинителство работи со јавно-обвинителска служба од 1/3. Минатата година, во однос на јавно-обвинителската служба, барано е вработување на 100 јавно-обвинителски службеници. Минатата година немаме од страна на Министерството за финансии средства за ниеден јавно-обвинителски службеник. За 2025 година исто така барав само 100 вработувања за јавно-обвинителски службеници. Значи од 360-70 барав 100 да бидат 460-70. Не барав ни 200, ни 300, ни 500 да стигнеме до нека пристојна бројка. И оваа година ни еден не ни дозволија за ниедно вработување на јавно-обвинителски службеници. Компјутерите ни се стари повеќе од 10 години. Набавивме минатата година околу 50 на компјутери, меѓутоа сега ги чуваме тие кога ќе дојдат новите јавни обвинители да им се подели компјутер на секој јавен обвинител. Меѓутоа проблемот и тука е исто така алармантен, затоа што немаме информатичари. Од страна на Европската унија имаме еден проект кој што се ветува дека ќе се воведе дигитализација. Меѓутоа, замислите, дигитализација со 5 информатичари во државава не може да се спроведе.